Средното економско училиште 8 септември доби реновирани простории. Со свечено сечење лента, таму се одбележа почетокот на наставата за учениците од мешан етнички состав. Се работи за проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. Училиштето бележи завиден успех во својот не толку долг историјат. Тој успех се должи пред се на учениците, наставниците, раководниот кадар, општината, министерството и сите негови компоненти, но секако и на многобројните проекти кои даваат постојан придонес во унапредувањето на наставниот процес во нашата држава, особено на проектите поддржани од УСАИД. Благодарни сме за дадениот придонес и за постојната поддршка во унапредувањето на стандардите во образованиот процес, како еден предуслов за современо воспитување според сите највисоки современи параметри. Имамо посебна задоволство и понатака да ја продлабочуваме ова плодна соработка, што овозможува подобрување на условите во образовниот процес и креативна интеграција во воспитувањето на новите генерации. Училиштата се места каде што младите можат да научат да ги почитуваат и ценат другите, без оглед на нивната етничка, верска или социјална припадност. Истакна за оваа пригода американскиот амбасадор во Македонија. Вистина е дека насекаде низ светот младите се тие што мора да соработуваат заедно, па така и младите во Македонија мора да работат заедно на изградба на својата иднина. А училиштата се најприродните места каде што учениците и наставниците може да соработуваат без оглед на нивните поинакви потекла или етничка припадност, без оглед на нивната верска определба и социјални искуства. Различните култури, традиции и јазици може да се чинат застрашувачки доколку не ги познавате. Но ние мораме да сватиме дека ваквата разновидност е едно големо богатство од кое што сите можеме да црпиме, а Македонија е многу богата со ваквата етничка разновидност, верска и културна разновидност. И затоа сите треба заедно да соработуваме, да се спознаеме себе си и да го користиме тоа како оружје, а не како пречка, тоа да биде наш потенцијал. Во името на нашиот командант, адмиралот Джеймс Ставридис, Европската команда е многу горда да биде дел од проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, а што е уште поважно, горди сме што можеме да придонесеме кон подобрувањето на инклузивната наставна средина низ цела Македонија. Интегрираното образование помага да се обезбеди сите деца, без оглед на нивната етничка припадност, да добијат квалитетно образование кое што промовира почит за разновидноста и стабилна мултиетничка средина. На прославата присуствуваа и вице-премиерот задолжен за имплементација на рамковниот договор Муса Џафери и министерот за образование и наука Панче Кралев. Според него, проектот ќе обезбеди повисоко ниво на свеста кај луѓето, обуки за разновидност и техничка помош во училиштата. Само пред 3 месеци заеднички ги избравме училиштата, кои изразија подготвеност за спроведување на активности во насока на подобрување на меѓуетничката соработка во училиштата. Избравме училишта кои континуирано изминатиот период секојдневно и несебично работеа да подобрат меѓуетничката интеграција во образованието. И најдовме еден символичен начин како на сите тие наставници, на сите тие ученици да им изгажеме нашата благодарност. Секој акт на градење и доградување на тебот на знаењето, на куќата на знаењето, представува еден значаен ден за сите нас, еден празник, со кој се запиша уште еден успех во животот, кој што е резултат на нашето патешествие, токму во овие образовни објекти, кои што се место за знаењето, тоест во училишните клуби. Во рамките на овој проект уште 10 училишта во Македонија ќе ги подобрат своите училишни објекти. Станува збор за 4-годишна иницијатива вредна $5,2 милиони, кофинансирана од УСАИД и Европската команда на Американската војска.